Благодарам, подпредседателке. Почитувана колешке Кузмановска, многу е лесно и наједноставно решение да го прифатите овој закон по однос на вашиот говор што го имавте, дека сакате да им ги покачите пензиите на пензионерите, дека имате емпатија, дека имате разбирање и така натаму и така натаму. Значи, во иста насока сме, прифатете го законот и ќе го решиме проблемот. Говоревте за системски решенија, се фалевте нормално, но јас ќе ви кажам дека вашите системски решенија не се во ред и не се добри. Системско решение беше претходниот закон, кој што ние сега го нудиме, како решение кое што е најдобро за пензионерите. Се фалите, меѓутоа мора да знаете, предпоставувам дека одите на терен и ги слушате пензионерите, кои се жалат дека пензиите кои што сте ги ветиле, еве јас од вашата програма План за живот, на страна 109 од План за живот, велите дека драстично ќе ги зголемите пензиите и дека на крајот на секоја година ќе има усогласување на пензиите. Тоа досега се нема случајно. За да биде појасно на граѓаните што не гледаат и на пензионерите, треба да им кажеме дека ние, представниците на ВМРО-ДПМНЕ, со ова законско решение нудиме практично враќање на старото законско решение, а со тоа практично ќе им се зголемуваат пензиите како и до сега, односно како додека беше ВМРО-ДПМНЕ на власт. Вашето, како што велите вие, системско решение, а не е системско решение, впрочем, донесе само 36 денари зголемување на пензиите. Јас верувам дека ќе се согласите со мене дека тоа е многу малку, па дури и се фалевте во медиуми, не е тоа за фалење. Пензионерите, верувајте, пензионерите, како што кажа и колегата Благоја Деспотовски, на нивни грб, од нивните финансиски средства живеат цели фамилии. Цели фамилии. И ако некој е заслужен да добие покачена пензија, тоа се пензионерите. Доста ги лажевте. Доста ги лажевте. Верувајте, еве јас имам една анализа и истата почитувана колешке би ја прочитала, но би сакала да се осврнам и по однос на тоа што кажавте дека мора да цениме, да го цениме и да го гледаме реалниот раст на економијата, и тука јас се сложувам со вас. Цитиравте Светска банка. Јас ќе ви кажам дека пред само неколку дена Светска банка, представници од Светска банка беа овде. Многу сериозно ве предупредија дека практично продуктивноста на економијата е ужасна. Дека практично во Република Македонија нема реална економија. Тоа се однесуваше по однос на вашите решенија за покачување на минималната плата, која што јас го поздравувам, но сметам дека покачувањето на минималната плата треба да е трипартитен договор, но како и да е, го поздравувам. Ова што Светска банка вам ви го говори, вели дека треба многу повеќе внимание да обрнете на економијата, ама на реалниот раст на економијата. Не со државна интервенција. Затоа што парите од буџетот се тие. Значи, вие ги кратите од пензионерите и ги реалоцирате на други места. Така правите. Така цело време правите, а сега ајде да бидеме живи и здрави, ќе видиме во буџетот зашто впрочем ќе ги реалоцирате овие средства, сигурно ќе биде нешто предизборно. Велите реален раст на економијата. Па, почитувана колешке, вие ги покачивте даноците. Една од најпоздравуваната мерка на ВМРО-ДПМНЕ беа рамните даноци. И ние ветуваме дека кога ќе се вратиме на власт, тоа ќе го вратиме. Што се случува? Јас не знам дали следите, дали разговарате со бизнисмени, дека тие, токму заради овие
овој покачен раст на даноците ги селат своите бизниси во околните земји. Да, видите, јас ова не го измислувам. Не сум бизнисмен. Бизнисмени кажуваат дека ги селат своите бизниси само, а особено оние бизнисмени кои што имаат фирми, информатичари и така натаму. Со растот на даноците вие не помагате во растот на и продуктивноста на економијата. Јас не знам тоа дали не го свативте досега, 3,5 години веќе. И како, на кој начин вие ќе цените дали има раст на економија или нема, кога огромен број на стопанственици ги селат своите бизниси. Така ли ќе ја тераме работата? И вчера или завчера Doing Business излезе со соопштение најново дека Република Македонија падната е за 7 места подолу по однос на состојбите за инвестирање во Република Македонија. Што значи тоа? Тоа значи дека не создавате реална бизнис клима за странски инвеститори во Република Македонија. Нема да навлегувам дали биле добри тимовите или не биле добри тимовите, граѓаните ќе ценат. Граѓаните и тие што работат, да, и тие што работат внатре во тие странски инвестиции ценат. И реално граѓаните ценат. Така и пензионерите ценат. Пензионерите се незадоволни. 36 денари покачување на пензија е смешно, срамно, трагично, како да ви кажам. Толку е понижувачки. Вие досега требаше да им го вратите достоинството кое што им го одземавте со намалувањето на пензиите. И тоа велите системско решение. Не се согласувам. Не се согласувам. Ако цените и ако сте на наша страна велите дека сакате да ги покачите пензиите, тогаш нема проблем. Еве, поддржете го овој закон, еве заеднички да помогнеме на таа целна група која што е најголема, над 300.000 пензионери го чекаат ова законско решение. Верувајте ми. Верувајте ми дека тоа е така. Нема пензионер со кој што не сме поразговарале да каже дека ова решение кое што на брзина го донесовте, по скратена постапка, немаше јавна расправа, не им објаснихте што впрочем вие правите, на брзина го донесовте и на некој начин ги измамивте. Еве ги измамивте. Ајде, бидете доблесни и не мора постојано да се консултирате со вашата влада. Бидете, вие сте пратеници од сите изборни единици. Оставете нешто добро пред да се распуштиме, да им ги покачиме барем пензиите на пензионерите. Да, почитувана колешке, ве убедувам најреално дека ова што ви го говораме вистина. Мора да го вратиме стариот начин на пресметување за покачување на пензиите. Нема друг начин. Рековте дека сте ги покачиле платите во градинките во ред. И тоа е добро, еве тоа го поздравувам. Но кога беше тој закон, јас предложив да се покачат платите не само на воспитачите, туку и на техничкиот персонал. Вашата арогантна министерка тогаш не сакаше ни да слуша. А сакам да нотирам и почитувана подпредседателке, да нотирам дека еве и денеска за жал не е тука министерката, тоа е тој однос према собранието. И не само што таа не е тука, почитувани пензионери, туку и нема пратено представник од Министерството, барем да слушне што бараме ние. Во однос на лагите кои што ги кажавте, јас морам да одговорам дека, ако може да се слушнеме, во однос на лагите кои што тука се изнесоа, дека во време на владење на ВМРО-ДПМН е немало покачување на пензиите, еве јас ќе ви кажам, од 2006 до 2016 година пензиите се покачени над 105%. Еве само пример ќе дадам со просечната, од 7.684 на 13.754. И пак ќе кажам дека тоа е малку. Пак ќе речам дека тоа е малку. И дека треба повеќе. И
Ке се согласам дека уште еднаш ќе кажам дека реалниот раст на економијата е многу важен за нас како држава, но кои ви се приоритетите, би ве запрашала почитувана колешки. Кои ви се приоритетите вам во економијата? Еве, не знам дали граѓаните знаат дека пред една недела, кога цела нација го очекуваше датумот за преговори со Европската Унија, вашата ке влада испрати еден предлог закон за психотропни субстанции во собранието и замислете, тоа законско решение е со европско знаменце. За да следната недела овој закон за марихуаната ќе биде и на Европска комисија и на матичната здравство. Сакам да ги предупредам граѓаните, особено пензионерите, дека што значи впрочем овој закон и дека никој не мисли на нив и не сака да го прифати ова наше законско решение за покачување на пензиите, туку сега пред избори се гледа да се спаси бизнисот на премиерот Заев, најголемиот бизнис во Македонија, да се разбереме, тоа сите го знаат, да се спаси бизнисот и вие сте докторка, сигурно подобро знаете, предлогот е да се извезува цветот од марихуаната, не знам и дали има цвет, што значи дека оние шпекулации кои што ги велевте дека се шпекулации, па подоцна срамежливо признавте дека еден контроверзен бизнисмен под наводници Биг Майк средба што имал во владата и со премиерот, практично дошол и за тоа, излегуваат лагите на површина. Сакате, значи, пред да се распуштиме од собранието, топ приоритет ви е тој закон да се донесе. Ниту пензионери ве интересираат, ниту земјоделци ве интересираат. Еве најавен е штрајкот на земјоделците на 26 сега оваа недела. Се најавуваат протести и штрајкови од страна на образованието, кои што исто така ги излажавте согласно колективниот договор. Не го почитувате колективниот договор. Подпишан колективен договор, вие не го почитувате. Плати на докторите за кои што велевте дека 100.000 денари ќе им биде, а тоа вие сте го ветувале, ние не сме го ветувале тоа. Тоа се ваши ветувања. Значи, да направиме дистинкција помеѓу... Не, да направиме дистинкција помеѓу ветувањата. Не сме го ветиле тоа ние, тоа вие сте го ветиле. И затоа е тој револт кај сите целни групи, кај сите граѓани во Република Македонија, почитувана колешки. И ние ви велиме сега, ајде, заедно, пред да се распуштиме, пред да одиме на избори, да направиме едно добро дело за пензионерите. Да не ги понижуваме со 36 денари, туку да им ги покачиме пензиите. Да го усвоиме овој закон, доколку можеме и уште некој закон, по однос на платите на образование, по однос на докторите, се оно што го имате ветено, затоа што нели, февруари веќе треба да се распуштиме, да ги тргнете малку настрана оние закони кои што се контроверзни. Вие доаѓате од таа фела. И мислам дека баластот што ќе го носите на вашиот грб со прифаќањето на тој закон голем ќе биде, почитувана колешке, но за тоа ќе говориме, има време да говориме. Јас само сакам на јавноста, најавам, почитувани, ајде ве замолам. Ама и вие се зборевте во вашата дискусија. Ајде да се сослушаме сега малце со внимание. Сакам да најавам на јавноста што впрочем вам ви е приоритет и што впрочем вам ви е приоритет, а што... Па не, тоа е така, тоа е факт. Законот наместо да го повлечат, тие еве на 2 комисии ставени, тоа е факт. Ма немојте да бегате од таа вистина. Приоритет треба да ни биде за овој закон и јас ве повикувам заеднички да го прифатиме. Изгласајте го овој начин на пресметување, на покачување на пензиите и верувајте дека пензионерите ќе бидат среќни и задоволни. Може и тоа да е малку, и е, секако,
но барем да одиме чекор по чекор. Благодарам.